По минатонеделниот протест во Джепчиште за одбрана на името, идентитетот и јазикот се разбуди и македонскиот народ, кој увиде дека е 5 до 12, ако не и поблиску до 12. Па така група граѓани се собраа на спонтан протест на кој бараат исцртување на нови црвени линии, кои ќе бидат прифатливи и за власта и за опозицијата. Сакаме ли бе да фрламе хартија на улица, бе? Сакаме. Па сакаме. Нормално. Сакаме ли да паркираме кај сакаме, бе? Сакаме. Па сакаме, ме сакаме. Сакаме ли да мочаме пред зграда? Да, се надевам дека ова е протестот што се одржува, мислам дека сум на право место. Да, тие се. Зошто сте овде? Како без зошто? Зашто сме овде? Види, братчко. Не може у држава се дешаваат ствари без за тоа народот да биде информиран. Саѓаш? Ние до сега поставивме две црвени линии. Едната црвена линија, ништо бе пати, имам тетанус при мене. Едната црвена линија е јазикот. Значи, другата црвена линија е идентитетот. И сега треба да поставиме Значи, натаму. Не е у патика. Треба да поставиме и трета црвена линија. Сваѓаш? Аке ти. Значи, еве ти една линија, значи немој да ми се доближуваш. Ова ти опомена. Значи, ова не е окей, ме рекна у патика. Која е таа трета линија? Третата е менталитетот, бе, брат. Менталитетот не може они да го менјаат тука. Тоа е нашето, сваѓаш, исконското. Не може сега тоа кој стигне да ми менја менталитет на мене. Зошто менталитетот? Како без зошто? Идентитетот е тесно поврзан со менталитетот, брачко. Идентитетот и менталитетот. Ти сакаш да идеш по улица да фрлаш ѓубре? Сакаш. Сакаш да плюкаш кај стигнеш? Сакаш. Ако не го правиш тоа, што си ти? Не си македонец, бе. Менталитетот, Нема малеќе ти. Менталитетот. Сакаш? Менталитетот. 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 Еве ти жут. Еве ти жут. Ајде сега да видиме пак мале менталитетот. Продолжи, ајде. Менталитетот бил. Абе ама ке ти. Значи еве ти. Еве ти го. И црвен. Еве што црвен, бе? Бе каков црвен, бе? Слушај ти вам. Црвен ти на мене ќе ми даваш. Абе слушај. Овие сакаат тука со некој општествен овој што е инженеринг да го сменат менталитетот на македонецот. Него друго прашање имаш ли? Да, имам друго прашање, ама не до тебе. Зошто, бе господе, ме праќаш со вакви идиоти цело време да работам?